Bring it back. Почитувани гледачи, уште едно издание на емисијата на наша тема. Се надевам дека и оваа тема која што ќе обработиме денеска ќе го привлече вашето внимание да останете до крај заедно со нас. Во минатото, но се уште присутно и денес, во перцепцијата на луѓето, поимот психолог имал негативно значење или неретко е пропратено со непријатни чувства и предрасуди кои ќе се спомене посетата на психолог. Оваа темна сенка е неоправдана и токму затоа е потребно гласно и фреквентно да се зборува за тоа што е психолог и кои бенефити можеме да ги имаме од посетата на психолог. Свесноста за нега на нашето ментално здравје се повеќе се јакне, а тоа се повеќе се расветлува и демистифицира улогата на психологијата врз квалитетното живење. За таа цел, во ова издание на емисијата ќе зборуваме токму на оваа тема – кога на психолог. Посебно ми е мило што имаме неколку гостинки со кои што ќе ја разјасниме и оваа дилема, а и вие, драги гледачи, ќе имате можност да стегнете повеќе информации што значува психологот, каква е професијата, кои услуги можеме да ги добиеме и кога да се обратите кај психолог. Заедно со нас се тројца психолози со различна теориска позадина. Заедно со нас е Благица Ризовска-Ванич, Габриела Бошков и Александра Бошкова. Добро ни дојдовте. Добро ме најдовте. Така. Ајде за почеток да ни кажете кои се вашите области, накратко да ни се представите. Повелете. Добро, јас да почнам. Ајде, било кој може, не е проблем. Јас сум Благица Ризовска-Ванич, Така. психолог и психотерапевт со гешталт позадина или правец, кој што јас го практикувам и го работам. Значи, веќе имам 12 годишно работно искуство како психолог и психотерапевт во различни средини, во различни области. Најчесто работам со возрастни луѓе кои што сакаат да истражат какви потенцијали со себе носат за да си го подобрат животот, квалитетот на животот. Некоја што се случува во организацијата каде што работат, некоја се случува во текот на психотераписка сеанса, еден на еден. Исто така работам и со групи на студенти што се едуцираат да станат идни гешталт терапевти. Исто така сум имала искуство и во работа со педагози, психолози, професори во основни и средни училишта. Така да пак ќе кажам, целиот фокус и сето она што јас го правам е во правец на истражување на сопствените потенцијали за раст и развој, и лично и професионално, во правец на подобрување на квалитетот на животот и по зголемено задоволство од самиот живот. Така. Повелете, Александра? Благодарам за вашата покана. Драго ми е што денеска ќе имаме можност да проговориме за оваа професија со надежда да ја доближиме до пошироката публика и да демистифицираме што значи психолог, што значи психологија и кои бенефити ги носи практикувањето на психологијата во нашиот живот. Јас сум психолог, доаѓам од Велес, практикувам психологија моментално во едукативен центар во Велес Дедакта Плюс. Имам искуство остварено во невладени организации, во основни училишта и си имам здобиено со искуство од повеќе области, така што ќе имаме можност да проговориме од повеќе аспекти за психологијата. Така. Токму и оваа тема ќе обработиме денеска. Благодарам. Здраво и од мене, Габриела Бошков, психолог, семејен и системски психотерапевт. Живеам и работам во Куманово. Полето на мојата работа е во последно време со приватната пракса е психотерапијата, меѓутоа јас работам и истражувања, значи сум во тренерскиот тим на Институт Алтернатива кој што доаѓа од Скопје и водам едукативна група на семејни и системски советници, кој што тече веќе втора година во Куманово. И исто така работам едукација, тренинзи за во моментот со родители највеќе, меѓутоа работам и со возрастни, со деца, со адолесценти. Фокусот на мојата работа е широк. Имам големо искуство во однос со тренинзите и работата со
со групи, меѓутоа во моментот најфокусирано сум на психотерапијата. Така. Спомнавте психолог, психотерапевт. Мене и гледачите не интересира дали постои некоја разлика за почеток да кажеме. Има ли разлика во психолог, психотерапевт? И ги разјасниме тие различни поими. Повелете кој сака од вас. Лагица Богданов. Добро. Значи, на некој начин психотерапијата е специјализација, би рекла, или облик на специјализација, која што не е предвидена само за психолози. Значи, психотерапевтот може да има базична едукација во областа на психологија, меѓутоа психотерапевт може да биде и психијатарот, може да биде и дефектолог, може да биде и социјален работник, и педагог, или сите оние хуманистички професии, значи што се хуманистички ориентирани и каде што фокусот е работа со различни категории на луѓе. Самата професија психолог значи дека се базично што би требало да се исполни е завршување на формално образование во областа на психологија, каде што има еден многу голем широк спектар на теми кои што се обработуваат и се учи од различни области по нешто, би рекла. Значи, она што се нуди во рамките на факултетот за психологија им овозможува на студентите да ги совладаат основите на психологијата во правец на тоа да знаат како течат сите тие когнитивни функции во смисла на свесноста на луѓето, вниманието, како го совладуваме јазикот, што значи интелигенција, што значи емоционална интелигенција, што е разликата меѓу нив, како ни тече мисловниот процес, како обрнуваме внимание можеби повеќе на одредени аспекти, а на други не. Исто така се учи кои се основите да се истражува во ова поле, значи која е методологијата, како се работи во делот на научни истражувања во областа, се изучува образовниот дел, значи што значи да се биде училишен психолог, што значи да се применува педагошка психологија во рамките на образовниот процес, го има и организацијскиот дел, значи што е она што го прави организацијскиот психолог во рамките на било која организација или институција, кои се неговите задачи, што е она што се истражува во рамките на организацијското однесување, би рекла. Дополнително се изучува менталното здравје во клинички сетинг, значи тоа означува се она што се случува во рамките на клиниките, болниците, разни диспанзери во кои што доаѓаат луѓе кои што се во различни психолошки состојби и кои што имаат различни потреби. Така да, пак ќе кажам, тоа е едно широко поле, се учи во различни области по нешто. Како и да е, по моје искуство, бидејќи јас си предавам на American College во Скопје, секогаш ги советувам студентите дека самиот факултет не е доволен за да се практикува оваа професија. Без разлика која област ќе ја изберат, без разлика за што ќе се одлучат во иднина, многу е битно да се доедуцираат или доспецијализираат во таа област преку неформално образование, преку барање на ментори или луѓе кои што веќе се во таа област и нормално прифаќање на фактот дека доживотно треба да учат и да совладуваат нови знаења и вештини, бидејќи по мене психологот е особа која што доживотно учи и се развива заедно со сите оние промени што се случуваат во различни области на живењето и тоа е основниот услов за да може да успее и да може да функционира и да биде во тек со се што се случува. Значи ова го кажувам од аспект на тоа дека психологот единствен алат што го има за работа е самиот себе, значи својот организам, својот ум, својата душа, својата духовност и доколку ова не се одржува и не се континуирано не се развива и надополнува, многу е тешко да се работи оваа професија, не е едноставно. Значи психотерапијата е една од областите каде што еден психолог би можел да се развива. За да стане психотерапевт, постојат различни правци кои што секој може да си ги избере според желбите и стиловите и според тоа каква личност е.
Значи во Македонија имаме 9 правци во моментот кои што се практикуваат и за кои постојат школи повеќе од 30 години. Значи од пред 30 на години е донесена психотерапијата на овој простор. Се уште ова образование во рамките на неформално образование, значи не постои факултет за да се стане психотерапевт, туку има школи и институти кои што прво влегоа во Европа, а се уште не се препознаени во Македонија. Значи, дел од школите и институтите се во европските асоциации и се рамноправни членки. Тоа значи дека студентите може да добијат европски акредитиран сертификат и европски сертификат на ниво на на исто ниво како во сите други земји во Европа. А во Македонија се уште немаме закон за психотерапија и ова професија се уште не е официјално призната како таква. Се уште се води како некое дополнително образование и покрај тоа што трае над 1000 часа, конкретно за гешталт ке зборувам, че студентите треба да поминат едукација од 1450 часа, што е на ниво на 3 факултети да завршат. Значи, без разлика што е толку долготрајна, што е бара голема инвестиција и во смисла на време и континуирано учество и давање на напор за да се постигне сето тоа. Во Македонија ние немаме, како што спомнав, закон и не е призната како дополнителна специализација. Може би ова причината поради која е маргинализирана како професија или се уште е табу тема, затоа што најголем дел од луѓето се уште се со идејата дека ова е нешто каде што може да се појават само луѓе кои што имаат некакви специфични проблеми, да не се изразувам со по груби термини би рекла, и дека едноставно е нешто што не е за секого, иако во принцип психотерапевтот, улогата на психотерапевтот првенствено е да работи на здравите потенцијали на личноста и како е наменета за луѓе кои што се ментално здрави. Во суштина психотерапија не се практикува со луѓе кои што немаат ментално здрави капацитети, бидејќи е контраиндицирана. Значи не е продуктивна. Така. Кога повелете Александра, кога кај вас ке дојде да се обратат, како се стигнува таа доверба, пошто убаво не објасни Благица разликата помеѓу психологот и психијатерот, вие сте психолог. Како е стигнувата таа доверба кај клиентите, од што зависи тоа? Така, конкретно да кажам, кога работев во училиште, довербата треба да се воспостави и со детето и со родителот. Перцепцијата на родителите кон психологот како се гради. Тоа е постепен процес. Првично имаше предрасуди, ако едно дете се прати кај психологот, тоа се смета дека или нешто не со дисциплинирано на часот, па веднаш се праќа кај психолог, или пак она предрасуда дека нешто можеби не е во ред со детето. Наша улога како психолози во училиште е да покажеме дека ние сме, нашата улога таму сме да пристапиме дека сме на страна на учениците и на родителите. Да ги прифатиме децата во училиште, да ја почувствуваат средината блиска како што е близок домот. Да представиме дека наставниците што се први до нив се таму каде што ќе може да се обратат доколку најдат на некаков проблем или имаат дополнителни прашања како да се снајдат во таа средина. Нашата улога е при префаќање на детенце или родител да пристапиме од аспект на дека сме на иста страна, дека сме соработници. Не сме таму да ги советуваме родителите како да бидат родители, туку да посочиме на елементи од науката што ги нуди како да се стане подобар родител, како да се пристапи кон детето. Да се негува неговата емоционална страна, когнитивна страна, доколку детенцето се соочува со некаков социјален момент, потешкоти во класот, да се почитува личноста на детето.
И сега тоа се прави постепено. Може би некогаш ќе не идеме на отпор од родителите. Најчесто се случува тоа, меѓутоа прв чекор е да покажеме дека ние сме еднакви во односот. Не сме ниту над родителите, ниту ги гледаме на тој начин. Најчесто тоа е преку разговори, советодавни разговори и насоки како да се комуницира со детето. Постепено. Зашто најчесто е причината децата од училиштето, како што кажавте, да дојдат во посета кај психолог? Дали навистина имаме неберни деца? Кој е најчестиот проблем кој што доаѓаат децата кај психолог? Имаат се уште децата доаѓаат по препорака на наставникот. И тоа се моменти кога не добро се прилагодуваат во оделението или во класот. Но тука треба да се работи на поддршка и на самиот ученик, но поддршка и на класот да го прифати тоа детенце. Сите ние имаме своји специфики во карактерот, имаме своји потреби. Не е секогаш само детето дека треба да се прилагоди на средината, но и училишната средина, оделението пред се, да се прилагоди на потребите на децата. Затоа велиме да преминеме кон индивидуална настава. Самиот наставник да процени на кое дете што му е потребно во оделението и да најде најоптимален начин да ги исполни неговите потреби. Детето се чувствува прифатено, безбедно во училиште, да знае дека тука може да креира, да создава, да ги исполни своите желби. Ако некогаш се случи да се детето да дојде со други желби кои што не одговараат на училишната култура и средина, тогаш преминуваме кон тоа да ги разгледаме. Од каде тие мотиви, зошто така се однесува? Дали постои друг начин на избор на однесување? Вклучуваме наставник, вклучуваме и родител и значи ние градиме тим. Тим кој што сите како рамноправни членови тој тим влегуваме и ги проценуваме потребите на детето. Гледаме што му е потребно и кој е начинот да се пристапи, ако е, например, патна мотивација за учење, од каде потекнува тоа. Или ако е другарчињата, да речеме, не може да го прифатат. Во што лежи проблемот? Дали очекувањата на детенцето не се одвестуваат на оноа што представува училиштето? Да представиме дека сега во училиште има правила, не може како дома, разбирате. Со тек на време, кога би се добил некој бенефит, првата перцепција на родителот кој ќе увиди бенефитот од тимот кој што функционира и дека детето се прилагодува полека, тоа е начинот на градење доверба. Преку бенефитите, родителот да добие позитивна слика дека на психологот не е тука да суди, не е тука да етикетира, односно е тука само да дава насоки и да помогне детенцето да се прифати во средината или да испадне од таа средина со едно задоволство, со среќа. Тоа е во училишна средина. Во приватна пракса кога работам, родителите нормално не знаат прво нас кои сме ние. Оставаме една или две средби да се запознаеме јас и родителот, да ме запознаат прво тие мене, затоа што кога пуштам јас дете кај некој, сакам да знам кај кого го пуштам, така? Така, нормално. Ета така. Понатаму зимаме одреден број на часови и велиме ајде да видиме како ќе поминеме со првите 2-3 средби со детето, дали ќе се воспостави конекција помеѓу психологот и детето. И јас секогаш велам, нема да се плашите ако не дојде до таква конекција, во тој случај ќе бараме алтернативи. Алтернативи. Довербата успех се гради доверба. Значи, до сега сум имала позитивни примери, меѓутоа има ситуации кога не дека не се воспоставил контакт, меѓутоа можеби не сме изнашле најсоодветен механизам за самото детенце. Тогаш бараме помош, вклучуваме педагог и можеби и надворешно лице. Ако е потребно на тоа детенце му е потребна бабата да дојде, ја вклучуваме и нејзе. Само преку позитивни примери кои ќе се осети дека ова функционира кај детето, тоа е начинот на градење на доверба. Ова е во приватна пракса и во училиште велам. Со тоа се истакнува големата потреба и значење на психолог, игра голема улога во сето тоа. Секако да. Така. Ајде на истото прашање. Повелете, Габриела, како се стекнува таа доверба со вашите клиенти?
Александра беше доста исцрпна. Мојот сетинг и јас можам да додадам во однос на тоа како се стекнува довербата во однос на тоа кога работиме со клиенти, психотерапија. Така, од вашиот аспект говорам. Довербата првин пред се ја гради психологот, психотерапевтот преку интегритетот кој што го носи со себе. Значи, како стручно лице, како тој функционира во општеството во кое што работи. Пред се тоа е првиот чекор, за да подоцна кога имаме средба со клиентите, тргнуваме со приказната на објаснување на тоа каква е нашата работа, да знаат што да очекуваат, како ќе тече, како принципот на работа ќе оди. Значи, тука не веќе тргнуваме во градењето на доверба со клиентот на начин со тоа што им му објаснуваме што може да очекуваат и како ќе тече целиот процес, за да на крајот во текот на работата информациите што ги добиваме, како со нив располагаме, ние во суштина како стручни лица имаме и етички кодекс кој што не обврзува да постапуваме на одреден начин со информациите, пред се не само во однос на клиентот, туку и во однос на она што се случува околу клиентот, затоа што многу често некои информации можат да бидат загрозување на безбедност на лицата кои што се околу тој човек или околу нас, така да за сите тие работи ние првин дискутираме со клиентот, го објаснуваме нашиот начин на работа, а пред се и најважно е се придружуваме или со она што нас пред се законски сме обврзани, меѓутоа најмногу според мене е човечноста која што ние ја носиме како стручни лица, како она што го имаме како потенцијал, како психолози и терапевти, да му удадеме на знаење и во градењето на тој однос со клиентот, да тој некаде не почувствува како блиски и да има доверба во однос на информациите кои што ги споделува со нас. Така. Кога веќе го спомнавме етичкиот кодекс, односно професионалното однесување на психолозите со клиентите, кажете ми, Благица, како одиме во тој дел? Веруваат ли пациентите дека навистина ја гарантирате нивната приватност, дека тоа нема да излезе од тука? Како оди тоа? Значи е многу осетлива, сензибилна би рекла професија, каде што јас многу често го спомнувам тоа директен маркетинг или прикажување на, да речеме, самиот терапевт не врши работа во стекнување на довербата од страна на клиентите, бидејќи на клиентите им е потребно многу повеќе, нешто различно од тоа да ме видат мене сега на телевизија или да прочитаат во златна книга дека постои советувалиште за хумана соработка. Значи тоа не е начинот на кој што е доволен за да некој се јави и закаже сеанса. Значи најчесто доаѓаат по препорака, значи оди од еден клиент на друг. Тоа е најважното. Да, може да оди и од родител на дете или пак значи повторно некој на кој што луѓето му веруваат и во исто време веруваат дека таа препорака е соодветна. Значи, доколку некој немал искуство, не бил во контакт со клиентот, многу тешко дека и дури да се јави нема да дојде. Значи се случува и тоа да закаже сеанса и да не се појави на самата сеанса. Зошто се случува тоа? Затоа што пак ќе кажам многу осетливо. Значи тоа доживувањето дека некој ми чепка нешто внатре, тој некој треба да биде некој на кој што му верувам. Сега за да дојдам до тоа да му верувам, пак ќе кажам препораката од близок човек на кој му верувам, ако ми каже дека ова стручно лице е во ред, најчесто е тоа начинот на кој што доаѓаат. Или ако претходно биле кај друг колега, колешка, психотерапевт и тој ги препратил, и тоа се случува, кај друг терапевт, а претходно му верувале на првиот, најчесто веруваат дека таа препорака е во ред. Се случува и психијатар да препрати клиент на психотерапија
или училишен психолог да препрати клиент на психотерапија. Повторно ќе кажам, значи стручните лица со кои што тие луѓе веќе стекнале доверба, се клучат во тоа да да прифатат да работат на себе со некоја особа која што е многу непозната за нив, на почеток многу чудна. Може да изгледа доколку никогаш не биле вклучени во тој процес. Првото доживување не е вообичаено, бидејќи самиот сетинг е невообичаен. Иако е многу природен, значи целиот процес е природен, е организмички. Во гешталтот ние немаме хиерархија, значи ги викаме клиенти, не ги викаме пациенти луѓето кои што доаѓаат. Значи сме на исто ниво, терапевтот и клиентот се на исто ниво, во смисла на тоа дека клиентот е експерт за себе, а терапевтот е експерт за процесот. Значи само го рефлектира она што го гледа од страна на клиентот. Тука морам да посочам дека многу често се мисли дека психотерапевтот дава совети и сега ќе ми каже како да го живеам животот. Сега морам да го разбијам, да разбијам таа стигма дека тоа не е така. Значи не се случува тоа во текот на сеансата. Она што се случува е терапевтот е во вистински контакт со клиентот, го рефлектира она што клиентот го кажува и го насочува да истражува нови потенцијали, нови избори за себе, кои што се поздрави, можеби и не. Кои што клиентот може да избере нешто различно да прави во својот живот, да истражи прво што прави, во која функција го прави тоа. Секој симптом има функција, има зошто постои. Значи, ако се појавила депресија, ако се појавиле панични напади, ако се појавила анксиозност, обсесивно-компулсивна неуроза, сето тоа има некоја многу битна функција за тој човек. Во некој момент било најздрав механизам, се одбранил организмот на таков начин со тој механизам. Меѓутоа тоа не значи дека сега е функционален. Поминале година, 2, 3, 10, 20, зависи кај кого како. И, например, клиентот се уште го практикува истото, иако во суштина многу работи се промениле, иако во суштина има многу потенцијали за нешто што е поздраво, поразлично, поинакво од она претходна. Значи, во овој процес истражуваме заедно со и клиентот и терапевтот, пак ќе кажем тој еден взаемен однос, и во тој процес фактички идејата е да се дојде до откривање на нови поздрави избори, кои што се тука, само можеби клиентот не е свесен, не може да ги забележи. И ако донесе одлука да промени нешто, може и да проба да го промени тоа во реалност. Може и да не донесе одлука, и тоа е избор, меѓутоа е битно да знае што е она што го прави. Сега, што се однесува до, го спомнавме, етичкиот кодекс, значи во овој процес терапевтот е обврзан, спомна Габи, значи законски, етички, професионално, сето она што се случува во рамките на сеансата, да остане во рамките на сеансата. Тоа значи дека додека клиентот работи, најчесто нема никој, барем во мојата канцеларија, не знам како е во другите, значи тоа е простор во кој што сме само јас и клиентот, нема чекална, нема вработени други, нема луѓе кои што влегуваат и излегуваат, и ова е клучно за да се спроведе психотерапија и најчесто е многу тешко да се изведе во клиники, училишта, организации, бидејќи таму секој може да тропне на било која врата и да влезе во било кое време. И ова е причината зошто не може да се спроведува психотерапија во овие институции, затоа што најчесто условите не го налагаат тоа. Значи самото окружување, би рекла, не е соодветно за да се спроведе ваков тип на работа на себе. Она што исто така битно е дека, например, јас немам табла на врата. Ова некако со искуство ми дојде дека голем дел од клиентите се уште не сакаат да се знае каде одат. Значи, јас го испочитував тоа како такво и ја тргнав таблата и едноставно некои имаат идеја, бидејќи е едукативен центар во исто време, дека таму се случува нешто, меѓутоа официјален напис нема. Затоа што се уште за многу луѓе, како што спомнав, е неприфатливо тоа да се знае каде одат.
Зошто е тоа така? Тоа ми беше и поентата прашањето. Тоа Зошто се уште е тоа табу тема, да не се гледа кај одиме? Зошто се уште постои тоа кај нас? Прашањето се однесува за сите. Зошто е тоа така? Толку ли сме на ниско ниво, толку ли свесноста во прашање? Која е причината зошто се уште тоа да е? Па затоа што многу малку се работи на свесноста за ова, многу малку се зборува што во суштина се прави во текот на сеансата. Ние немаме видеоматеријали, например како изгледа сеанса на македонски. Так. Тоа ако некој сака да го види како изгледа, треба да ги набави од некаде на друго место. Меѓутоа никогаш не сме снимиле видеоматеријал каде што ние имаме за интерна употреба. Меѓутоа немаме официјално никогаш разговарано или пак во некоја телевизија да се презентира како, па макар и изглумено да биде. Да. Значи како изгледа една сеанса. Пак ова е добра прилика што денес зборуваме за ова. Инаку во принцип многу малку се зборува за тоа. Многу повеќе се зборува за физичко здравје, фитнес, одржување на добра работа на организмот. Исто така разубавување, ќе си ја направам косата, ќе си сменам нешто, ќе си го разубавам телото, тоа се гледа. Так. А кога станува збор за емоционалното, менталното здравје, тоа не се гледа, па и не мора да инвестирам во тоа, а и ична и ми е ни гајле што се случува таму. Значи обично ова е ставот со кој што не само кај нас. Значи ова е и во другите земји е вака. Значи најголем дел од луѓето доколку нештото не е видливо, не им е ни интересно да го истражуваат додека не дојдат до многу видлив проблем. Значи се чека до последно ниво кога е толку алармантно, кога веќе не функционира личноста, за да се побара помош. Се што е претходно е невидливо и неприфатливо и неинтересно за истражување. Така да ова се ставовите по мене кои што се клучни во градењето на овие стереотипи и предрасуди, иако ќе кажам дека јас во овие 12 години никогаш не сум била без работа. Значи тоа е процес кој што континуирано тече и си има луѓе кои што и такако си го негуваат своето емоционално, ментално здравје на свој начин. Така да ова тема станува све поактуелна и ова табу, би рекла, се разбива со тек на време и е многу битно што прават и колегите, значи сите ние како фела што правиме во поглед на ова прашање во смисла на повеќе да зборуваме за тоа, повеќе да се отвориме како личности и да не видат како тоа функционира, бидејќи во најголем дел сме и ние затворени. Многу е осамена професијата, многу е саме терапевтот со клиентот. Ретко има прилика да излезе од канцеларија да види нешто различно или да се исконсултира и некако како осамени се и самите терапевти. Тоа е мојот впечаток. Значи се изолираат и тие, многу малку зборуваат. Секој си врши својата работа и некако многу малку се зборува и се презентира што се случува за таа затворена врата. Така. Тоа е мојот став. Значи спомнавме потребата да се подигне свестоста на едно поголемо ниво, да не биде тоа веќе табу тема. Јас би додала дека многу големо влијание има и тоа што професијата психолог е некако поврзана со се и во исто време со би рекла со ништо. Кога станува збор за, например, за лекари, знаеме дека работат во болници, кога станува збор за учители или наставници, знаеме тоа дека се училиштата или факултетите, едукативните институции. Кога станува збор за месарите, знаеме каде работат, продавачите. Меѓутоа, кога станува збор за психолозите, малку им е нејасно на луѓето затоа што во исто време не сретнуваат насекаде. И некако како она што Благица го рече, некаде приказната за психолозите оди со тоа дека нешто не е во ред, па тогаш треба да одиме на психолог. Приказната на менталното здравје е она на што многу се работи во последно време и деновите на психологија од страна на комората на психолозите, што веќе неколку години поред го прават, е токму таа иницијатива некаде да доближи оваа професија до граѓаните, за да
да некаде се потигне свесноста за менталното здравје и важноста на тоа колку инвестицијата во нас внатре, во нас самите, нели, ќе ни донесе поле на отворено функционирање и на добро функционирање на сите страни, од тоа на работа, во семејството, со колегите, со другарите, со пријателите, така да тоа е некаде моментот што исто така помага, а да не секако за тоа многу придонесува и оној момент што Александра го спомена, каде што, нели, учениците се праќаат како веќе еден вид казна кај психолозите, а нели нашата задача е некаде да бидеме на страна на учениците и да им помогнеме, дури и кога се повикуваат родителите од страна на психолозите во училиштата, тоа е некој баукао што сега си направил, нели, па зошто ме викаат, а не некаде да тоа биде еден вид чекор, советување, упатства каде и како може да се поработи, дали е со тоа дете, па дури од аспект на родителската грижа, како може да го подобра тоа позитивно родителство што сега веќе во последно време е актуелно, за да му помогнат на детето да функционира поразлично, а пред се да не го гледаат психологот како некој бау, како бабарога, нели, каде што се праќаат по казни и кога веќе направиле нешто дело, затоа што ние всушност улогата наша е сосема поинаква и поразлична од она што не представува. Така да таа приказна за тоа кога зошто помалку луѓето зборуваат за тоа исто доаѓа од таа страна. Ако дозволите, јас тука би сакала да се надоврзам кога станува збор за училиштата. Тука постои програма за советување на родители и според таа програма се повикуваат родители чии деца дека направиле доста изостаноци или имаат послаб успех или направиле некое дело кое што не е дозволено во училиштето, агресија, атак врз ученик и така натаму. Тука јас мислам дека на тој начин се јавува отпор кај родителите кои ќе повикаме на советување, задолжително советување според таа програма. И тие доаѓаат најчесто од позиција дека сега јас доаѓам тука некој да мене ме казни, осрамоти како родител и нешто со таа негативна перцепција. Наша задача е да ја смениме перцепцијата и да кажеме на родителите дека ова е шанса да продискутираме, да се зближиме, повторно да ја градиме таа доверба и дека не треба на на поканата за нивно доаѓање да се гледа на тој начин. Всушност, јас мислам дека во таа програма потребно е да се сменат некои ставки, дека и другите родители не треба да бидат исклучени. Придобивките од средбата со психолог може да бидат благородни. Повторно ќе кажам, ние сме тука само да даваме некакви насоки и заедно да го најдеме механизмот како да им помогнеме на дечињата да се изградат во подобри личности. Тие поминуваат низ бурни процеси во процесот на образование, особено во средно ако станува збор, и дека сме потребни за нив како тим да настапиме, а не да се чувствува дека родителот е казнет ако доаѓа во училиште. Се уште е табу тема, нели? Се уште има отпорност, како што кажавте, од страна на родителите. Добро, меѓутоа преку праксата сметам дека наша задача и на секој психолог во рамки на своето работно место е задача да ја крши таа перцепција и да посочува дека оваа средба е можност да се запознаеме, кога ќе има и детето увид дека родителот често доаѓа овде, ќе почувствува училишната средина како своја. Не сум само јас, а тато и мама се некаде таму настрана. Тука сме сите вклучени. Често пати велам и родителите да внимаваат како ја представуваат училишната средина, процесот на учење, придобивките од учењето пред своите деца. Негативни перцепции да не градиме кај децата, да не ги пренесуваме нашите предрасуди. И преку кога ќе се здобие со позитивен ефект самото дете, тоа е бонус плюс за градење на позитивна доверба во таа тријада родител, учител, дете, еве и стручни соработници. И ви ги работивте со деца. Многу пати имаме зборувано и во нашата емисија и надвор од тоа, коментираме дека се повеќе, значи, таа граница оди надолу. Значи, се повеќе и деца имаат потреба од психолог. Да, но не сакам тоа да звучи дека имаат потреба како да
Зошто сакам таа граница? да Кои се се најчесто причините кои што децата навистина имаат потреба да се обратат кај психолог за некоја ситуација? Зошто е тоа така? Спомнавме некаде 9 години. Може ли Може и јас пониско. да се вклучам, Да, Александра, да. ако е Так. проблем? Значи, ова е многу интересно прашање, затоа Так. што многу често, ја не знам за колешките, меѓутоа јас се сретнувам со ситуации каде што ќе ти го доведам детето малку да Так, поработиш со него, Так, знаеш. Вашиот аспект. Јас сум семен и системски терапевт и она на што ние работиме се релациите со значајните луѓе околу нас, дали е тоа семејството, по-тесното, по-широкото или во однос на другите групи каде што функционира една личност. И кога станува збор за потешкоти и кога детето би требало да оди на психолог, нашиот пристап, барем мојот е секогаш дека родителите треба да бидат вклучени. Значи, од една страна не е можно да детето има проблем кој што е само негов, Так. нели? Затоа што е тоа дел од семејството и најчесто и искуствата, а пред се и начинот на работа покажува дека таму каде што немаме вклучување на другите членови од семејството, посебно родителите кога станува збор за децата, остануваме на принципот да видиме што е она што му е потешкотија на детето, меѓутоа не и како да го решиме. Затоа што од првичните информации што доаѓаат од детето за она што се случува дома, до постапката на тоа како би можело да се промени, не може тоа да го направи, посебно не нели деца. Еве, јас во моментот работам со родители на деца од 2 до 9 годишна возраст. Значи, како да поработиш и да му помогнеш на дете кое што е на 9 години, а тоа не нели се уште функционира во семејна средина и тоа е самостојно. Така да работата и потребата на децата да одат кај психолог, јас некако би го приименувала а тоа е приказната на родителството. Значи родителите кои што можат да побараат помош, инструкции како во одредени ситуации, како да постапуваат за да нели го учестват она добро однесување кај децата или да ја намала таа постапка или она однесување кое што нив им е проблем или проблемот кој што е кај дете да се намали, да го нема, па нели, а имаме најразлични проблеми не само во однесувањето, имаме тука и симптоми кои што знаат децата да ги пројават како некој вид порака кој што сака да ни кажеме кажат. тие симптоми. Ги интересираат родителите. Се појави одреден симптом кај некое дете. И си каже, добро, ништо му не е, како што каже Благица, менталното здравје го ставиме на последно место. Кои се првите почетни симптоми кога родител, дете треба да посети психолог? И да го кажеме воедно значењето и придобивките од самата посета кај психолог, психотерапевт. Так. Ако зборуваме за тоа почетни симптоми, нели ние во мојата професија ние велиме дека децата се нашите први психотерапевти и некако како да не повикува да направиме промена во семејството, во нашето однесување со цел да им помогнеме и тие да се променат. Симптомите може да бидат најразлични, од тоа несоодветно однесување до проблеми во училиште, во учење, до ноќно мокрење кај малите деца, до приказната на инаетење или како знаат родителите да го кажат тврдоглавост на децата, до приказните на тантрумите, тоа е она приказна кога со агресивно знаат да го изразат својот револ децата, дури до депресијата, до тагувањето и осамувањето, повлекувањето, молчењето и секако конфликтите со другите деца во училиште, неснаоѓањето. Тоа се некој вид на потешкоти кои што децата можат да ги изразат и секако родителите најчесто имаат потенцијали да ги разрешат најголем број од тие потешкоти. Ако не повеќе, бар сум сигурна дека се обидуваат и дека бараат начини. Приказната е таму каде што веќе кога ги исцрпеме сите тие потенцијали или кога веќе се изгубиме на оној пат на намерата да му помогнеме, а тоа секако е најдобронамерно од страна на родителите, е приказната каде што веројатно е можно да побараат помош и на полесен начин да ги научат оние чекори како да реагираат во тие ситуации, за да
тие симптоми ги исчезнат, да се намалат, да ги нема, за да не мора детето да, нели, на својот несвесен начин секако тие да знаат да ги именуваат, посебно помалите деца, работите како со име кое што е, тие сигурно ќе го направат тоа, меѓутоа не знаејќи го, нели, возраста и начинот на кој што функционираат, некаде на несвесно ниво организмот нивен реагира и тие ги повикуваат родителите да се освестат и малку да направат некоја промена во однос на тоа. Така да почетните симптоми се далеку пред да дојдат кај психолог, затоа и ја верувам дека дури ако не повеќе, дури и 80% од родителите успеваат да се справат, затоа што сепак тие се експертите за нивните деца и тие успеваат да ги разрешат најголем број проблеми. Таму каде што не успеваат, ние сме тука, само е некаде веројатно идејата да не видат малку поразлично и она што овде го зборуваме како нивни помошници, а не како некој кој што вели вие не сте добар родител или нели вас не се снаоѓате во тоа. Јас сум сигурна дека повеќе се снаоѓаат, само дека ние некако им го даваме правецот да тоа оди побрзо и полесно. Так. Да продолжиме понатаму вашето мислење, Благица. Па добро, јас би рекла дека симптомите на децата се симптоми на целото семејство, значи се она што се случува во семејството во суштина се рефлектира. И пак ќе кажам, секој симптом има функција, има зошто се појавил и не е ништо страшно што се појавил. Најчесто се тоа одбрамбени механизми, заштитни механизми кои што во тој момент организмот пресудил дека се најздрави. Подобро да се случи тој симптом отколку да се случи нешто што е полошо. Може да звучи чудно, меѓутоа, нели, тоа е начинот на кој што функционираме. Значи, тоа е еден аларм дека се случува некој процес кој што во многу ситуации може да биде и само развојна фаза. Значи не мора првиот симптом да значи дека треба сега многу бурно да се реагира и веднаш да се превзема некоја акција, да се потенцира дека тоа е некое однесување кое што можеби не е прифатливо. Значи самото фокусирање некогаш го прави најголемиот проблем, барем во моето искуство, кога на детето ќе се фокусира или ќе биде под микроскоп цело време и целата средина, и дома, и надвор, и во училиште, сите се информирани и сите го следат што прави. Так. И дали одреден симптом, да речеме, се појавува, во кои ситуации се појавува, како се појавува и така натаму. Чи самото зборување за тоа, самиот фокус на сето тоа, прави детето да се фиксира и да заклучи дека нели, повторувајќи го симптомот, добива одредено внимание од родителите или дека некој едноставно реагира на промената во однесувањето. Ве не мора да се деца, Благица. Да, зборуваме за децата. Да, може за возрастни. Во контекст на само да го завршам овој дел, значи она што јас често го препорачувам е да малку и да олабават родителите. И да ги пуштат, нели, многу често се потенцира, посебно во последно време, излегуваат најразлични истражувања, има различни терапии во кои што има и дефектолози, и логопеди, и све тоа е во ред, меѓутоа пренагласеноста на сето ова може да многу повеќе да ја влоши ситуацијата отколку да ја подобри, кога зборуваме за деца. Значи, она што и Габи го спомна, јас ќе ти го донесам детето, ти прави со него што сакаш, детето е проблем, јас сум си супер. Да. Ние сме сите дома многу добри и другото дете ми е супер, ама ова има атипичен развој и сега ти справи се со него. Значи, тоа е нешто што првенствено јас не го прифаќам како такво. Значи, јас инсистирам родителите да дојдат на терапија. Инсистирам кога не е неопходно детето воопшто да не доаѓа, бидејќи психотерапевтот е страно лице или носењето по институции некогаш може да ја надополни оваа фиксација. Разбирате, особено кога не е добро објаснета и кога има предрасуди и стереотипи. Така да прво да дојдат родителите, па ќе видиме.
малку е ова чудно за родителите, за некои од родителите, некои сакаат да превземат одговорност, некои не сакаат, сакаат само да го остават детето некаде. Сега, кога зборуваме за возрастните, кој е моментот за да се дојде на психотерапија, ама буквално секој момент, секоја животна фаза, бидејќи животот не е хармоничен, не е само хармоничен, не е само убав, не е само среќен, него живот е и сите кризи со кои што се соочуваме, сите проблеми што секојдневно ги имаме, сите стресови што ги доживуваме, живот е и да сме тажни, и да сме лути, и да сме бесни и огорчени, се е живот. Така да во секој животен циклус секој човек си поминува низ своите фази во кои што се соочува со разни предизвици, каде што треба да донесе одлука, а не е сигурен што сака, например. Или не му се допаѓа работата каде што работи, не е во состојба да ја смени, или можеби не е свесен за потенцијалите што ги има. Може да биде во партнерски релации, може да биде во односи со деца, може да биде во односи со поширокото семејство, значи во социјализацијата има луѓе што се изолираат, што ја одбегнуваат реалноста, ќе се затворат дома, не сакаат да излегуваат, бегаат во сон, бегаат во практикување на лоши навики во исхрана или земање на различни супстанции, значи стануваат зависници. Исто така, значи може да се соочуваат со има доста клиенти што на пример се преселиле во друга држава, па се осамени, па не може додека да го стекнат, се адаптираат на новите работи, значи промената е исто така еден важен фактор. Значи поминуваат низ секакви фази каде што им треба помош и поддршка. Значи секој животен проблем што е или предизвик, би рекла, со кој што секој човек се соочува, може да биде тема за разговор и за истражување. И пак ќе кажам, како што се тушираме секој ден, внимаваме што ќе облечеме, не носиме иста кошула два пати. Значи на исти начин би требало да го третираме и нашето ментално здравје, значи нашите емоции. Бидејќи за нас е дозволиво да еден механизам да си го користиме и 20-30 години, тоа е како една кошула да ја носите 20-30 години и да не сменам ништо и да не истражам ништо ново, а ова другото не ни е дозволиво, значи затоа што се гледа и мириса, не е прифатливо за околината. Така да секој здрав човек со здрави потенцијали и како е подобен за психотерапија, тоа не значи дека треба да оди нон-стоп, не значи дека тоа треба да се случува секоја недела. Меѓутоа, кога ќе забележи дека нешто не ми е јасно или не можам да донесам одлука или во односот препознавам дека дури доживувањето е како да не сум јас, како да излегува друг човек од мене, кога има доживување дека ги обзема страв кој е толку енормен што доживувањето дека ќе ме снема, ќе умрам и така натаму, значи ова е едно многу често доживување кај клиентите, или дека само сакам да се затворам во соба, да легнам, да не станам, или срам ми е до тој степен што сакам да сум невидлив, да исчезнам. Имам константни конфликти со луѓето, имам константно чувство на мала самодоверба, сакам да кажам, све ми е јасно, ама не кажувам. Ги кажувам вака симплифицирано. Сето ова може да се истражува и да се откриваат функцијата која е на сето тоа, што е оно што човекот си го прави и што би можел поинаку да направи. Значи, пак ќе кажам, не се оди на лапни голтни рецепти, теоретски пренесени, еве ти сега порција изедија, така не изжвакана, пошто кнедла ќе им остане. Туку се разработува што е оно што го правам и што е оно што поинаку би можел да го направам. И ова е многу голема придобивка, го зборувам од лично искуство, бидејќи самата едукација, што јас сум ја поминала и секој што се образовал за психотерапевт, првенствено опфаќа работа на себе, 1-2-3 години, после во улога на терапевт, советник или како и да е. И во тој процес, и овој процес, работата на себе, грижата за себе трае доживотно. Така да, она што јас сум го доживеала низ мојот процес,
не можам да замислам како би изгледала денес доколку не би го поминала тоа. За мене беше најголемото богатство, најдобрата инвестиција за себе. Значи, мене не ми беше толку важно дали ќе ми стане професија или не, дали ќе се пронедам во тоа или не, меѓутоа самиот процес што јас го изодев во улога, кога бев во улога на клиент на тоа столче, и така како е, пак ќе кажам, најдобрата инвестиција што јас сум ја направила за себе. И многу си го почитувам тој избор и ден денес. Да. Мило ми, ти благодарам на исцрпниот одговор. Али имате нешто, Александра, вие да додадете? За придобивките од психологот или ваш став? Повторно некако се навраќам на деновите кога работев и во училиште, а и сега еве во едукативниот центар. Значи, ние психолозите сме тука и дечињата кога имаат со нешто да се пофалат. Не само да почувствуваат проблем или тегоба. Често пати оние послободните ученици влегуваат во канцеларија, ако се помали носи цртеж или кажува што е научил, ако во средно училиште сакаат да споделат прво љубовно искуство или нешто слично. Значи сум недувала на секакви ситуации. Тоа е повторно го гледам како апел за може би да се приспита, да се осигура дали тоа што го прави е добро, дали оди во добар правец и така натаму. Во едукативниот центар сега се обраќаат родители кои што сакаат да подобрат некои вештини кај своите деца, вештина на читање, на пишување, особено во возраст од 5-6 години. За нас може би тоа е многу веќе лесно, сме го совладале, но за тие дечиња е и такако тешка задача. Јас сум со пофални зборови кон тие родители, ги охрабрувам да продолжат да вложуваат во своите деца и дека чинот што го прават, што стапнале кај нас е баш за почит. Се јавуваат и родители кои што дури некојаш сакаат своите деца да дојдат да чувствува дека неговото дете има потенцијали, нешто повеќе да придонесе, но ете поради слабата самодоверба, срамот или нешто слично, сака да ги надмине тие моменти, значи со блага интервенција. Понекогаш е потребно само благо охрабрување за да истапат посилните страни во личноста на детето и тоа да се види. Значи, ајде во интерес на времето, да не го пропуштиме ова прашање кој што мене посебно ме интересира вашиот став. Комората на психолози предлага воведување на матичен психолог. Кој е вашиот став во врска со тоа? Дали навистина како што имаме матичен лекар, матичен стоматолог, дали имаме потреба и од матичен психолог? Што мислите? Јас можам да го искоментирам, ова е ново и јас не одамна го видов, значи некако некој повеќе како личен став би кажала. И она што првично ми се допадна во ова вест е дека приказната дека некаде нормално би било да ние се грижиме за менталното здравје. И самата препорака како да носи идеја на тоа дека кога имаме матичен психолог е во ред да си признаеме дека некои аспекти од нашето функционирање имаме помош од психолог, како што секако имаме потреба од лекар, како што имаме потреба од стоматолог, сето тоа. Така да, од тој аспект првично го примив и тоа е она што мене ми се допадна, дека некаде стигната и за тоа кога и како да си помогнеме себе си, нели, кога да ја градиме нашата добросостојба во однос на функционирањето, би била некоја нормална приказна. Така да, повеќе како мој став во однос на ова, отколку како тврдење за состојбата. Така, што мислите вие, Благица, дали доколку би имале матичен психолог, граѓаните би имале повеќе потреба и би доаѓале почесто како некој матичен психолог, за да може се соци се негово менталното здравје. Може би во таа насока оди тоа. Што мислите вие, Ваше? Па добро, ние за жал не сме под ниеден фонд. Значи се ова што правиме приватно, правиме со наши сили и се снаоѓаме како знаеме и умееме, за разлика од професии што не се многу блиски, кои што се и такако покриени и заштитени на друг начин. Меѓутоа тоа е друга тема, за некоја друга емисија.
Значи, она што јас сум го забележала е дека бидејќи се работи приватно и секој, еве, сите ние работиме во приватна пракса, сите три. Така. Има една изрека кој не работел приватно, не можеш ни да му објасниш што таа значи. Значи, не е едноставен патот, не е тоа лесно изводливо. Така. А во исто време и терет финансиски, би рекла, терет, инвестиција финансиска за клиентите кои што доаѓаат, бидејќи ние немаме друг начин да преживееме, освен да ја наплаќаме таа услуга. Така да воведување на матичен психолог, по мене, би го олеснило процесот на пристап до психологот и психотерапевтот, затоа што сега има огромна бариера, пред се екзистенцијална, финансиска. Би олеснило или би дало можеби повеќе информации за каде се луѓето може да се обратат кога имаат најразлични дилеми или проблеми. И нормално дека секој нешто, без разлика колку заработува или дали има или нема да плати, би имал пристап и би имал еден ваков тип на помош. Јас пак ќе кажам, во нашите јавни институции услови за психотерапија нема. Значи, колку и ние да зборуваме дека некаде постои на клиника или во училиште, многу ретко има услови за вистинска психотерапија. Значи, се уште таа се случува надвор, а ние сме приморани да наплаќаме затоа што немаме друг извор на екзистенција. Така да матичен психолог по мене би значил полесен пристап, поедноставен пристап и човеково право. Секој да може да си го задоволи своето човеково право да посетува психолог или да се грижи за своето ментално здравје во рамките на здравственото осигурување без да има дополнителни препреки и трошоци. Велите, Александра. Да, и мене ми се допадна ова што го кажа Благица, човеково право. Право на сите нас е да се грижиме и обврска, би рекла, да се грижиме за нас, за нашето физичко и ментално здравје. На тој начин се грижиме и за луѓето кои што ги сакаме околу нас. Кога би се вовел матичен психолог, дефинитивно ќе се оттргне таа финансиска бариера и секој ќе може да си дозволи, а и ќе се испровоцира побрзо да се демистифицира психологот и психотерапијата и можеби ќе се убрза тој процес да станеме посвесни за себе и дека негата за менталното здравје е една благородна работа и е можеби и побитна од сето ова претходно наведено, да се грижиме само за она што е фасада, што се гледа, затоа што она што не дефинира и не влија во секојдневниот живот го носиме повеќе внатре. Ви благодарам навистина на вашите исцрпни одговори. Во интерес на времето, мислам дека одговоривме на доста прашања кои што граѓаните ги интересира, се со цел да ги запознаеме што е тоа психолог, кога на психолог, со една цел да го негуваат нивното ментално здравје и да го исполнат нивното човеково право. Така, ви благодарам на гостувањето. Благодариме ние. Така. И на вас, драги гледачи, ви благодарам што не следевте со вниманието, а вие можете понатаму да останете со нашата програма. Bring it back.